Здраво на сите. Видеото е по повод масакро у криптосветот. Значи многу луѓе ми пишаа дека треба да изфрламе едно видео барем на оваа тема, чисто да се смират, заради тоа што нели се нови овај сектор и мислат дека не снимам видео заради тоа што сум уплашен или дека сум у паника. Значи бев за Калифорнија 6-7 дена. Затоа не сум правил видеа, преходно имав некои врски со документи, така да немам време за видео. Имам време да коментирам по групите. Гледам многу луѓе ме напаѓа дека сум бил досаден, дека сум бил, се сум знајал, премногу сум постирал. Смете, тие се дневни трейдери се фала дека биле. Значи треба да се радуват ја и столинка да изфрлам добри на таа тема, на крипто, затоа што ако си ти трейдер, значи секоја информација за тебе е битна, пред нели доде памп или дамп, ама оноа кога не користиш мозок и кога јазикот ти трче напред пред устата и сакаш нешто да се направиш паметен и почнуваш да напаѓаш, да кажуваш дека па брат иди од друга група, па брат леле, тебе не можам да те гледам, тебе ли ќе те трпеме, истите тие живеат на мама и на тато у подромо, истите тие чекат од мама и од тато да ја остават тамо 100 денара за кафе и за цигари, значи филозофират и се прават паметни на секоја тема, знаеш, оние позади тастатурата сите се мокни и речовити. Значи видеата не ги правам за вас тие што плукате, видеата ги правам за тие што сакат да споделам искуство и да научат, што е една огромна бројка не само Македонија и низ Балканот дека ги има гледано видеата и дека има уложено. Значи таа група од 5000 луѓе е многу голема, смете ти еден професор има една паралелка од 30 души ученици, па ништо не може да ги научи. Така да групата на луѓе кои што и предадов искуство и веќе уложија сериозни суми на пари е голема и ми е мило. Значи ја иначе имам и мојот пријател е и исто милионер поради мојата аналитика. Другиот е на пат да стане милионер. У Джерси исто имам тип, нели го кажав, исто на пат, и у Мајами. Тие се најблиските се, значи 5 души до декември можно е да бидат едно 90% е зависно нели маркетот дали ќе го држат од октомври до јануари да биде да експлодира или уште ќе го влечат тамо до јуни месец 2022. Али може да почекат, значи до јуни најкасно се милионери. Така да мило ми е што ме послушаа. Иначе сега сакам да ви покажам дека овие луѓе оддамна значи го контролират свето и ги прават сите тие нели сите тие политики низ цел свет. Значи тие се тие тај символ кој владеат. За многу луѓе е смешна таа тема, па бујрум дојдете низ Америка и ќе ги видите храмовите се насекаде. И они се насекаде. Они се просто у секој сектор. И најглавното е, ако немате долар, нели у Македонија за среќа доста луѓе држат по $1. Значи видете го тај символ и се треба да ви стане јасно. Значи многу луѓе мислат дека доларот ќе изчезне кеш. Нема да изчезне доларот, тоа ќе биде дигитален долар. Другите држави ќе имат stable coins и ќе имат и нивни валути, ама дигитални. Значи многу луѓе се ми пишуваат: брат, дека да ги купиме тие дигитални валути, кинеска, руска, значи америчка, колку ќе одат нагоре. Тие луѓе не разбират дека тоа е секош 1:1, нема никош да оде нагоре. Тие сите stable coins е 1:1 со долар, секош ќе се пресметува од долар. Нема тај долар утре да изчезне. Точно е дека кешот ќе биде по музеите, али доларот нема да изчезне. Значи тоа сценарио они баш ново е, супер е дека Brave па почнаа да дават награди. Едноставно само, мислам дека камерата ќе го долове, едноставно само го притискате, гледате линкот доваѓа и само го отварате, не мора ни да го читате и
коините се на пат да ви стигнат, значи Brave почна да дава дори на старите членови награди, Basic Attention Token, што е супер. Наместо да користите Mozilla и Chrome бујрум на Brave, ќе бидете презадоволни, нема реклами, има само награди. Дека застанав, значи сега ќе одам со видеа, кратки видеа со играта, манипулацијата на таа елита, кои што сите се масони, сите се у тај клуб на ѓубриња кои што владеат со овај свет, тоа се доктори, да речем, за манипулација. Како ја рушат цената и како прават да сите тие луѓе кои што се семале пари на заем или се работиле толку време или се продаделе нешто за да улегнат у крипто и поради сентименталност и слаб карактер и тоа што се палат на таа елита, едноставно продават, купуват и продават нешто што не разбират. Јас извинувам, значи следува видеото. I said, it's over. We got some Bitfucks in there, I can tell. Too bad. You heard it here first. Bitcoin is going to zero. 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 Комплетен ретард. Иначе од како ја сруши цената и он си накупи. Bitcoin is worthless artificial Диносаурус у изумирање. Помина неговото време у масоните. Bitcoin is, where does the value come from? Well, if it's not an effective means of payment, if it's not a great store of value, and I don't think it is either one of those things, because in at very least the volatility, well then what makes it valuable? People say scarcity. There's no more than 21. Типо иначе поранешниот директор на PayPal, од како ја срушија цената, замеси денеска PayPal си накупија толку многу крипто и продават и тргуваат со крипто. Погледнете го идиото прво што збореше за крипто, додека сега неговата компанија него не може да го обвинат, оти виши не е он главниот. Ама погледнете му го мозокот, демек он не знае што е тоа биткоин, демек тоа нема вредност. Кој идиот, човече? 1 million Bitcoin that will ever be minted. Fine. My autograph is scarce. I can promise that I will never autograph a piece of paper more than 21 million times, but it doesn't make it valuable. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. Somebody gave me some for my birthday, and then a few years later I thought, hey, I'm going to sell that. It's kind of a pure greater fool theory type investment. So, I agree. I would short it if there was an easy way to do it. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. I could care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. Типо на Chase Bank, значи беше кажал дека кој од неговите вработени ќе купе, ќе го отпуште, од како ја сруши цената, типовите нели тие што ги следат големите купувања и местења на биткоин, го најдеа типчето дека од неговата картичка беше купено за милиарди долари биткоин за да си го складира нешто кое што било глупост. I've also told people that it can trade at $100,000 before it trades to zero. Tulip bulbs traded for $75,000 once, something like that. The only value of a Bitcoin is what the other guy will pay for it. And I think, honestly, there's a good chance that Bitcoin, a lot of the buyers out there are up there jazzing up every day so that maybe you'll buy it too. And the other thing I've always made of Bitcoin, governments, and this is not a technological statement, governments are going to crush it one day. Governments like to know where the money is, who has it, and what you're doing with it. And in case you haven't noticed, okay? And governments like to control their currency. What its actual value is remains to be seen, but it has nothing in common with gold. Глумецот иначе Питер Шифт
он цял живот збори за злато и не ми е ясно уште таа крипто заедницата зашо си го губи времето со него на Твитер да му покажува или да му докажува нешто, ама таа игра за типо кој шо упорно го бране златото, а неговиот му роден син, значи почна да купува и да поседува крипто и биткоин, значи Absolutely believe that money should be digital, is becoming more digital, and will be effectively completely digital. Doesn't mean we need a new currency to record that. Liftoff. We have a liftoff. Значи, истиот тип, сега ќе ја покажам. Значи, former PayPal CEO Bill Harris reveals why he thinks Bitcoin is the biggest scam in the history. Значи, мисли дека е најголемата измама у историјата, брат. Денеска PayPal продава најголемата измама. Април 24, 2018 година. The cryptocurrency quote, the greatest scam in history, noting that it is a pump and dump scheme unlike anything the world has ever seen. How does he really feel? Bill Harris joins us now from San Francisco to stand by these claims. Bill, great to have you with us. Bitcoin is a scam. Good, thanks. Значи, денеска PayPal продава скем. It's sort of the bear case, the Гледате ли critics колку време тие гнаси си играат со чувствата на луѓето? Гледај човек, Биткоин is a scam 2018 година. Представете си тие луѓе кои што нема нели своje ја да следат и да веруват у тоа што се го купили и што се уложиле, од овакви гнаси колку пари се изгубили. Имам и пријатели што имале изгубено купишта пари заради овај. It has no intrinsic value. Is it possible, though, Bill, that perhaps Bitcoin has not yet found its use as a cryptocurrency yet, and that we're looking at the United States where there are numerous ways of digital payment and the use of dollars is reliable and good, and we're not looking at other markets that need an alternative currency such as the emerging markets? Well, sure, but even in emerging markets, might as well use dollars, euros, or existing currencies if the local currency is subject to hyperinflation. You are out there in Silicon Valley. Нема потреба да се гледа доларот, секоја година губе 20% од вредноста. Евро да ми го дават без пари нема да го земам, не па да го држам, да работам туку у Америка и да идам да сменам нешто за евро. Значи, што да ти кажам? Само една секунда да видиме што беше сега следно. Значи, 2008 година се појавува мистериозниот Накамото. A paper called Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, was posted to a mailing list discussion on cryptography. It was posted by someone calling themselves Satoshi Nakamoto, whose real identity remains a mystery to this day. Значи, елитата сака да луѓето ти уствари како ќе го продаваш биткоин. Што треба да биде мистерија. Тоа треба да биде на почетокот теорија на заговор. Ако излегне вас да излегнат американците сега и да речат луѓе, од утре биткоин ќе биде нели нова светска резервна валута, ќе го купувате ли? Не, ќе почнат да протестират, ќе почнат тепачки, ќе почнат да се палат градови, дека американците сакат да наметнат нешто на сила. Овака, пази психологија. Значи, пушташ го нешто, мистерија тип, сите ги се запалат, 35 години, 35 годишен, интересно нели име Сатоши Накамото, никој не го знае, не постои никаде типо, не може да го најдат нели на толку јака технологија, на сите работи. Они се знаат, ама не може да го дознаат кој е тај Сатоши Накамото, кој што денеска го прифаќат нели неговиот концепт како он гледа на светот дека треба да се одвива. Значи, ја треба да верувам сега дека оваа група
на зверки, кои што владеат со свето и со монетарни системи и со све, овие луѓе дозволуваат некој си мистерија, човек, што се појавил и му текнало и бил изнервиран 2008 година за светската криза, решил ќе го оправа свето и сега сите тие големи корпорации и компании ќе купуваат биткоин и едни ќе го напајат, нели, цело време го напајат овие 12 години за, нели, ние контра, колку они повише напајат, толку ние купуваме, додека послабиот дел на играчите купуваат само на скапо, па ќе се појават истите зверки и ќе го напајат биткоин, па ајде сите, нели, у круг продават, купуват, продават у круг, цело време продават на загуба и си ги губат парите и кој ќе рече некој да бе биткоин кој е толку лесна работа дека е креиран сите да станеме богати, па ја што гледам уште години само од сите тие што ги познавам, само јас сум милионер. Само ја постанав милионер. Значи, не се сите станале милионери. Од Европа што ги познавам и други низ цел свет луѓе, 6 години со криптото не се станале милионери. На мала сума уложено не е никој станал милионер. Никој. Значи, идеме понатамо. Значи, погледнете. Значи, јас извинјавам, уште една награда. Гледате, значи, цело време седеш, само што објаснувам на Brave и ви стигнува реклама, отварате ја гледаш рекламата. Не мора ни да ја листате и да ја вртете. Значи, Basic Attention Token ќе ти биде даден заради тоа што си ја погледнал и отворил рекламата. Значи, да видиме за The Washington Post. Гледај што вика. Bitcoin isn't the future of money. It's either of Ponzi sham or a pyramid шема. Гледај, човечи. Објавено е јуни 8 2015 година. А денеска Washington Post уста лепе за колку е тоа биткоин добар и крипто и блокчейн и колку јака иднина има. А погледнете што збореше на јуни 8 2015 година. Значи гледај. Откако сите се накупија, откако ќе почнат, нели, луѓето тие обична да сиромаштија робовите да застануват на ногу и да прават многу пари, бум, имаш го Washington Post, угледно чудо, масонско чудо кој што излава и вика Понзи шема и пирамида. И бум, ајде сите продават и паничат. Гледате ли колку се лесни ако одите назад да ги најдете. Гледај, BBC. Во е 9 јануари, само која година беше, само да видиме дали го има. 9 јануари. Тука не сум сигурен, не пишува која година е. Значи, Bitcoin investors from buying a Bentley to losing it all. Значи, тука, кој ќе прочитат сите тие ни свето за само наслово кој ќе го прочитат и одма тука е таа паника. Знаеш, купиле некој души Бентли, оние другите изгубиле се живо. Значи, и тука има разни приказни. Перење мозок. He didn't get a single penny back. Значи, купил Бентли, значи кој идиот треба да си купиш Бентли за нешто што у скоро време ќе биде милиони. Исто и како какви, my electricity bill was 600 mount when I was mining Bitcoin. Па представи си он да ги чува тие биткоин да не е плаќал струја, да е одил на работа и да е плаќал струја со кеш и да го е чувал тај биткоин, са ќе беше мултимилионер. И до такви, значи, биткоин му помогнал да купе куќа. Значи, дел позитивни, дел негативни. 2011, октомври 18, The Guardian. Bitcoin value crash below cost of production as broader use stutters. Значи, hackers virtual currency. Значи, хакерите го користат, мафијашите го користат, терористите го користат. Тоа беа тоа 2011 година, значи најлошите го користеа биткоин, па со приказни тие што копат не и се исплаќа да копат. Представи сите тие што се копале 2011 година биткоин и да го чува тај биткоин денеска треба да се мултимилионери. Ама имат го продадено за плаќање струи заради овакви приказни на Guardian. Истиот Guardian кој што денеска збореше многу убави работи, се додека нели ќе се случи тај краш од 50%, па ќе почнат
да философират дали ќе обстане биткоин, дали ќе преживееме. Значи перење мозок. Ово е чисто да ви разлистам, погледнете. Вашингтон Пост исто, после $100 биткоин от 2010 ако сте купили, вреде 75 милиони денеска. Значи, што ти кажем. Тоа е 2017. Значи, 2011 плукат, 2017 сега па пази. За нещо што беше понзи, шема и пирамида, да не го купуваш, па сега одеднъж ке имаш да го купиш за $100, ки си направил 75 милиона. Па чекай, какво луѓето американците и низ цел свет ќе добият совет да купат, кога вие ги советувате да не купуват понзи и пирамида и какво ќе купат $100 за да направят 75 милиони? Која е логиката тук? Те такви некои ретарди од новинари. Што да ти кажам? Исто гледаш тук, ако сте купили за 1000 от 2010, ќе сте направили 35 милиони. 2010, 5.24, не, 5.24, 2017 обявено, ово како позитивен текст. После идеме CNBC. Януари 14, 2015 година. Bitcoin keep folding. And worries keep rising. Значи, типо, често се появува години и години како плука по биткоин. Мислам, мене ми се отворил друг линк. Не, виж, целата са от taj линк. Март 15, 2018. Bad news for Bitcoin miners. It's no longer profitable to create the cryptocurrency, but some estimates. Значи, 2018 година биткоин не е профитабилен. Ако ти имаш машини да копаш и си одеш на работа и си плакаш сметките за струя и го чуваш тай биткоин от 2018, значи ако си копал 2018, трябва да имаш и от преходно машини, нели да речеме си копал, до 2021 на all time high, ако си го продал, значи ти си мултимилионер. Ако имаш пари, ако си мал да уложиш от 2018 да копаш биткоин. Guardian. Will 2015 be a make or a break year? Комплетно, значи нема конкретно, нели, да напишат нещо, да дадат совет. Туку самите обяви се кога е доле цената, супер ќе почнат да пишуват за додека да литне. И кога ќе литне цената, кога ќе многу луѓе ги накупат и ќе треба да станат богати, ќе нема кој дојде на работа, па ќе почнат да бомбардират со такви вести негативни за луѓето у паника да продадат. Значи, шо ми е целта со овие линкови што ви покажам? Земете на Google, истражете 2010, 2011, 2012, 2013, до пред 2020 да видите колку тоа прво плукат, па кажуват позитивно, па плукат и ги споредете кои години го точно темпира тоа да кога ќе многу луѓе уложат, да ги продадат и да ги изгубат тие коини. Значи не бидете сентиментални. Ако толку големи фаци се занимават со тоа и новинари да пишуват и позитивно и негативно за нешто, значи тоа сака да ви го градат у меморијата дека тоа чудо е иднината. Значи тоа чудо нема да пропадне. Ово е едно од најдобрите видеа кои што ги имам гледано, да покаже кој уствари бевме ние, у кој пештери живеевме и како полека се разбудивме. Оваа песна го доловува тоа. Coming up, bad news for savers as even those with high interest savings accounts are seeing their money disappear thanks to inflation. But first, we'll detail every possible thing you could die from. He's a rational investor, dividend digester, saves some of his paycheck just like all his ancestors. Him looking for high yields, that's never the case. He's seeking 6% return, slow and steady wins the race. When he checks his accounts just to see what they're fielding, it's like driving in Maryland, ain't nobody yielding. What is he to do? He shouldn't
shouldn't be in a drought, so he visits his advisor just to sort it all out. Inflation's higher than your bond rate, that's what I was fearing. So your savings account is slowly disappearing, and your CDs are pointless. That's not very funny. What would you like me to do? Put it all in dog money. Dog money, dog money, dog Това сте вие. money. Перфектна песна за вас. Assuring everybody it's above 18. It's a modern day gold rush. The prices will boom like Reggie White versus the Oilers. I'm headed straight to the moon. My broker's calling, you know that it's on. Buy dog money, don't stop till it's dawn. One more airbase, 2 more museums, 3 more walls, 4 more Supremes, 5 more stadiums. We're all out of fiat. Can you take trillions of these and go and make a zero? We pay our debts in our currency that might be unfurled if it's no longer the reserve currency of the world. Confidence in the dollar is permanent. Just ask any scholar. People are exchanging their dollars for dog money. Dog money, dog money, dog money. We're trading it in for dog money, dog money, dog money, dog money, dog money. И вие не верувате в биткоин. Ама верувате тия шиткоини да си ги претворите парите, за които сте работили. Интересно. Значи перфектно видео. Значи по-добро не можем ли да го обяснам. По-сликовито. Теме мене. Само што ја не ги трошам парите како типу спот. Slouch. I was sleeping in the basement on my mama's new couch. That's when I heard it all. A chance to skirt it all. A money like my last girl. Got the top graphic cards, got a power supply, a microprocessor, a motherboard, a tower and drive. I put the RAM in the RAM slot drive in the larger bay. Topped it off 2 fans like a Chargers game. Right back to 30. I missed out, I fear. Crudely assemble a rig like a BB engineer. My friends and family smiling, smirking, all make fun of me. But I'ma make them eat their words because I'm gonna be a Bitcoin billionaire. Spending money like I don't care. Песната како да е пишувана за мене. I'm gonna be a Bitcoin millionaire. Selecting software and reading the notes. I'm picking out my favorite miners like a Penn State coach. Pick me a digital wallet for holding all my amounts. Read up on all the ways to open lots of accounts. I feel like Tom Brady. I got a fear of inflation, but this is crypto, baby. Central bank decentralization. The script I flipped it, laptop encrypted. My life was rotten, now all my cotton's in jail. Living on my vacation. I'm crypto supplying, they call me gentrification. The way I'm black modifying. Friends asking what's the best part of your newfound treasury. I say reminding you how you told me I'd never be a Bitcoin billionaire. Spending money like I don't. Поздрав до моите другари, приятели и роднини. Да знам дека има укочени радио што пушта по желби, би ја пуштил оваа. Don't care if it's best or not. Opposing forks like a Chinese restaurant. Geek to chic, from basic to ASIC. I went from basement squatting to yachting, from basin to basin. Went from Значи добро песната објаснува 99% и ги потрошив парите на комплетни глупости. 99%. Ама не и ја. Исто не е точно дека има solar flare, ако има дека ќе пропадне биткоин. Кога викате сите дека нели ќе бидат богати, нема логика биткоин ќе иде на нула. Не заборавајте парите го расипат човекот, значи 99% ќе почнат како типчето и ќе завршат исто како спото. Многу луѓе и денеска ги знам кои што има со години биткоин и на крајот го потрошија за Dogecoin и го сменија за комплетни шиткоини. Значи следно идеме
историја на... Само да видам една секунда. Ladies and gentlemen, tonight we gather online as citizens of the world to judge two experts Перфектно in a објаснено. critical Перфектно. debate. In this corner, the creator of centralized banking. Make some noise for Alexander Hamilton. And in this corner, the creator of the Bitcoin, the believer in the blockchain. Give it up for Satoshi Вие ще гледате Nakamoto. што сакам да покажам со овие видео. Мене ми и до зафрканција. Не шалам за $400,000. Во вакви моменти треба да се слушаме музика додека не се оправи криптомаркетот. Ја да слушам музика, вие да инвестирате. When America was cash strapped, I pushed past that. Now some sicko makes crypto, and our nation backtracks. Decentralized currency, yes, I invented it. I'm sure many governments wish they had prevented it. The national cash is how they keep control. But freedom to the people was my ultimate goal. Am I a pseudonym, a group of men? It doesn't even matter. I invented Bitcoin because fiat is a disaster. A man from Japan or a damn hologram. I'm the reason open season on crypto began. Does anybody know what this crypto thing means? To me, sounds like the new get broke quick scheme. A bunch of fools from across the land investing in something they don't even understand. Buying Litecoin Cash, Bitcoin Cash. It's all gonna crash and be gone in a flash. All this unsupported money's an irrational prank, and I'll be laughing all the way to my national bank. Yeah, dude, super funny. As if banks these days still help people make money. The rich get richer and we follow like we're all sheep. The banks serve Wall Street, crypto serves all streets. The interest in crypto's on rapid ascent. What's your current interest? Like 0.5%? I'm sorry, the bank's gone past its peak. But I want info encrypted, not hacked and leaked. If this crypto system will be our salvation, it needs to be centralized, needs regulation. If our central database gets, how you say, hacked, insurance will just make a case to get your money back. Cause in fact it's tracked, and the money leaves a trail. Central currency is strong, cryptocurrency is frail. Untraceable money, wow, so clever. One typo in your address, now it's gone forever. Crypto is frail, that's the essence of your lesson. Your money leaves a trail, yeah, a trail to a recession. A bunch of rich white guys made this system. Why would they ever change it when it made them rich men? Movie moguls fought hard against the VCR. Horse and buggy manufacturers all hated the car. So why would I take my advice from the banks? I don't need a bailout to survive. Thanks. The system is so broken. We need that crypto token. The system isn't broken. Can we trust crypto tokens? It's gotta be centralized, Decentralized, centralized, decentralized. We need control. Free enterprise. Bring me the facts, please testify. Fiat's the way a government controls the populace. Government protects its people. All of this is obvious. They keep the peace, and so they keep control. You want us ruled by crypto miners no one even knows? Oh, it's that strong central government bit again. They protect people, but only their citizens. Crypto has no borders. It's a true global currency and censorship resistance for those who need it urgently. Banks earn trust by assuming liability. You know a key, we know the customer explicitly. Will the real Satoshi please stand up? Nope, you'll still be hiding when crypto busts. You don't need to trust the people, you just need to trust the code. Every record's in the network, you just one node. And when you find a flaw, there's a software update. Now try updating Cash. Go ahead, I'll wait. Wait, Cash works, you immediately pay. Crypto's a far worse medium of exchange. Can't Bitcoin the dentist, can't Bitcoin my breakfast, can't even use Bitcoin at Bitcoin conventions. No currency starts with universal adoption. It takes time for places to make it an option. Plus billions of people don't have bank accounts. No savings, no interest, no checks to bounce. You're saving the world, but what's the price you're paying? The only change you're creating is climate change. Power grids spiking all across the land. Overheated, no one needs it, hope it all gets banned. From the king of paper currency, the hypocrisy. For bills and forms and triplicates, you're killing all the trees. Don't like my power usage? Stop targeting my rights. I own my purchase power and the market sets the price. It's gonna get real dark if this is crypto's night. They use your currency for crimes, that's your kryptonite. Most crime is done with Benjamins, not the blockchain. There's a reason most dollars carry traces of cocaine. Where's your proof of work? That's pure speculation. Those darknet black markets need more regulation. The world's full of currencies and this one makes it worse. 180 now,
out, Bitcoin's 181st. It's not the currency itself, it's the method, man. You can't build things that last without a central plan. Crypto is a balance to the centralized model, cause things fall apart, the sensor cannot hodl. If you end up having problems, I feel bad for you, son. I've got 99 problems, but a bit ain't one. Gone! Hold on, we are not having a duel. That is the end of the debate. Now it's time for the people to choose who won. Let it be known in the comments below. My name is The Gift of Gab, and I am your host. Peace and love, y'all. Hey, what's up, guys? It's Epic Lloyd from Epic Rap Battles of History. What's up? Значи, една от най-добрите песни, Ремек Дело. Значи, доста е да гледаш песната и да разбереш се. Следно идеме и последно, Типо, The Crypto Jesus, Майкъл Селор. Одеднъж се появява Типо, до вчера не знаеше що е биткоин, не знаеше що е крипто, не знаеше що е блокчейн. И одеднъж седнува за неколко месеци, изтражува и успева да стане един от най-якио инвеститор и плюс он ги прави тия сите с останоци со майнерите, он советува милиардери и богаташи що е крипто и дали трябва да инвестират и нели, затворени врати па и отворени врати и прави с останоци да ги освесте истите тия група на масони, нели. Кои си корпорациите? Значи, тия масони. И Типо одеднъжка станува Crypto Jesus на сите опуш едно Basic Attention Token награда. Аз се извинувам, това мора да се вземе. Типо одеднъжка почнува на сите мейнстрим медиа да добива внимание и покани. Сите вестници зборат за него, сите ютубери го викат него. Значи од некој што до вчера, от и мене ме викнат, например. Не сум толкова речовит, нели, да објаснам, но ќе се снајдам, ќе се спремам да објаснам за биткоин, за блокчейн. Како тоа баш него го избра, стварно Типо многу луѓе не му можат на ков речник има, али тај тип луѓе да знаете е един од најглавните масони кој што е изберен за овај сектор. What you want is Social Security, and you want to be able to retire early at age 40 and paint and live with your family and enjoy your life. You don't want cheap pizza, and you don't want free streaming YouTube and Netflix. That's patronizing. I don't want to work till I'm 80 and have cheap YouTube. What I want is to work till I'm 40, buy a bond, and stop working. And if I have to buy an asset. And so the pernicious issue is that the inflation rate of assets it was 8% a year from 2010 to 2020. It was 35% from March of 2020 to March of 2021. And if you're working, if you're 21 years old and you've got a job earning cash, you just saw your assets inflate by 25 or 30%. That's the risk of inflation. So once you understand that, then you realize if you wish to preserve your wealth or to create wealth, the number that matters is the cost of capital, i.e. the asset inflation rate, which is equal to the S&P 500 index return or the M2 money supply, roughly speaking. Значи, видео да го сакате и сами си го најдете. Целта ми беше да видите дека не ми е ни намалку грижа дека тоа ќе пропадне, ни сум у паника. Гледате видеото што го правиме со песни, со спотови, чисто да прикажам. Иначе треба да се повторувам. Повеќето луѓе кои што ги интересира нели како да пронајдат коини и одговарам у пораки. Викам сум на неколку места да гостувам. Треба да се организирам за да се појавам. Иначе тоа е тоа за оваа емисија. Ќе ви кажам колку имате повише пари што не ви требат. Ако сака да се спасите од таа мизерија, од тие конфекции, од тие фабрики на смртта за кои што работите, системот и без тоа ќе биде имплементиран. Значи не можете да го спречите тоа колку и да ги мразите тие од новиот светски поредок. Гледајте да упаднете на време. Гледајте после, ако не верувате, да си ги продадете и да си отворите собствен бизнис, да си биете собствен газда
Ако не верувате у биткоин на по-долг период, откако ќе профитирате, гледайте да си купите апартман за вашата фамилия и да стартувате фамилия. Гледайте и да си тръгнете, ако толкова много сагате и злато, па и сребро. Гледайте да упаднете и да издръжите от 3 години. 3 години, най-касно 5. Али то е на 5 години зборам за огромни суми на пари. Значи овие 3 години гледайте да издръжите. Дури декември, ако го рушат, дури декември сум сигурен дека биткоин не може да биде изпод $300,000. Значи ово е лажен бер маркет сега што се случува. Значи за да ги изпадат сите тия деца, тинейджери и слаби играчи, кои што треба утре да станат, додат на школа, додат на работа, а не да седат дома на YouTube или да уживат у парите. Значи, или да имат все повече пари за да ги копат тия коини, у кои ще веруват. Значи, системо нема никош да биде сопрен. Тоа што се лажете дека ќе падне на 1000, дека ќе падне на 500 и дека тия другите коини сите ќе се срушат уште толку за да се дека ќе толку ќе пропаднат што нема да постојат, вие сте у една голема заблуда, поради тоа што на секој коин ако проверите ќе видите дека зад него илјадници експерти продолжуваат да кодират и да работат. Значи биткоин таткото кога ќе се сруше ги потеглува сите надоле. Ама тоа не значи дека некој не верува у тај коин, се извинувам, како Кардано или како Вичиен или како Зилика, и дека го продава, туку самиот татко биткоин, кога паѓа, кога манипулира цената или кога големи играчи продават, нели да профитират, то он ги тегли и ги руши надоле сите други. Затоа биткоин мора да биде у еднина мултимилионски долари вреден коин, за кога ќе се срине, да не ги тегле толку голем процент надоле јаките други технологии кои што ги употребуват, кои што ги нели развиват, за да се употребуват у еднина. Значи не заборавајте една работа. Многу луѓе ме прашувате нон-стоп, брат, што мислиш за овај коин, што мислиш за онај коин. Јас се држам до коините кои што више 6 години сум ги истражувал, кои што се ме направиле богат и ги следам нив. Немам време да истражувам за нови проекти и да инвестирам у нови проекти. Се додека не се случи тај бул експлозија, нели, за да направам USDT, за да имам за нови проекти, да ги истражувам и да инвестирам у нив. Се до тогај гледајте сами да пронајдете и да истражите, треба да верувате у себе и плюс најбитно јак крипто инвеститор е ако имаш биткоин, етериум и Кардано. Минимум тия 3 проекти да имаш едно добро солидно портфолио, за после да се дрзнеш да си ризикуваш и да истражуваш други коини. Значи тоа од мене и поздрав.